Централен дневник на К1 телевизија. Добро вечер. И во овој дневник во целост ви ги пренесуваме збиднувањата кои се случуваат во Велес и регионот, Македонија и светот. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Земјоделците од Свети Николско во одбрана на суверенитетот на Република Македонија. Одложено рочиштето за случајот платано убиство во село Ореше. Реализирани капитални проекти во општина Кавадарци. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов попладнево имаше обраќање пред јавноста во која рече дека нема да му го даде мандатот на лидерот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев и од него побарал тој јавно и јасно да ја отфрли и осуди албанската платформа, бидејќи како што вели, македонските граѓани на изборите гласаа за реформите и за исполнување на обврските од договорот од Пржино, а не за постизборна платформа на туѓа држава. Ниту уставот, ниту совеста не ми дозволуваат да го дадам мандатот на некој кој преговара за платформи на туѓи држави и го руши уставниот поредок на Република Македонија, рече председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов во обраќањето пред јавноста на 2 дена откако лидерот на СДСМ Зоран Заев му ги предаде подписите за формирање на нова влада. Преговарањето и прифаќањето туѓа платформа е казниво дело, рече Иванов и додаде дека наместо да излеземе од политичката криза, ние подлабоко навлегуваме во уште поголема. Со оваа платформа Република Македонија е уценета, а нејзината унитарност, сувереност и независност се загрозени. Процесот на постизборно коалицирање и формирање на нова влада стана заложник на ова постизборна платформа од туѓа држава. Наместо конечно да излеземе од политичката криза, поради оваа платформа ние за жал заглавуваме во уште подлабока криза во која се доведува во прашање темелните државни интереси на Република Македонија и нејзините граѓани. Иванов истакна дека се сретнал со лидерот на СДСМ Зоран Заев и од него побарал да ја отфрли и осуди платформата. Истовремено посочи дека очекува и од меѓународната заедница да ја осуди платформата, што представува редефинирање на Република Македонија. Многу добро се сеќаваме дека меѓународната заедница излегуваше со такви ставови во случај со други држави од регионот. За жал, во случајот со Македонија, такво јавно осудување немаше. Ваквиот гласен молк ни потврдува дека иднината на Македонија сега зависи само од нас, нејзините граѓани и нејзините институции. Се додека сум јас председател, нема да дадам мандат на човек кој се залага за рушење на уставноста на земјава, додаде Иванов. Велешани во одбрана на идентитетот со мирен марш кој започна од пред споменикот на Панко Брашнаров до споменикот на илинденските војводи, масовно го искажаа својот револт од најавите за воведување на двојазичност, менување на националните одбележја и разделување на народот. Огромен број на велешани во одбрана на идентитетот, изедначување на македонскиот и албанскиот јазик не дозволуваат. Најавите за додавање на албански символи на македонскиот денар е неприфатливо, исто како што неприфатливо е менување на химната, знамето или со еден збор не за кантонизација на државата. Од пред споменикот на Панко Брашнаров, борецот за слободна и самостојна Република Македонија, започна протестниот марш. Велешани одлучни да се зачува сопствениот идентитет. Не би вака Заев да се коцка со вашата држава, една имаме, немаме три, како другите што имаат. Сакаме да одбраниме за нашата иднина, за нашите внуци, за децата наши. За да се зачуваме државата. Што друго? По тоа аргументи повише шо? За одбрана на Македонија и за одбрана на ВМРО ДПМН и за државата. Заев не доби мандат од народот за да ја прода Македонија. Само толку. Ако му денеска испаѓа на ново, нека каже пред народот. Ќе продам тоа, ако го изгласа во ред, а мислам дека нема да го изгласа. И тоа му е за.
Барањата кои вчера ги објави граѓанската иницијатива за заедничка Македонија се прифатливи за Велешани. Тие потенцираат дека политичките партии во преговорите не смеат да помислуваат на усвојување на владина програма која не би била изгласана од граѓаните на изборите. Упатуваме апел до политичарите да ги тргнат рацете од националните и државните интереси кои го уриваат, кои го подриваат уставниот поредок, унитарниот карактер на државата и кои што го загрозуваат на еден подолг временски рок државниот, националниот и територијалниот интегритет и суверенитет. Да ги оставиме македонците и албанците да си живеат заедно како што живеа и до сега и да му кажеме не на тој погубен договор. Да живее Република Македонија! Пред споменикот на илинденските војводи во центарот на Велес заврши протестниот марш. Велешани најавуваат дека и утре со почеток во 17 часот од пред споменикот на Панко Брашнаров повторно ќе излезат на мирен протест. Денеска и земјоделците од Свети Николе го дигнаа својот глас. Ќе ја браниме заеднички Република Македонија и нема да дозволиме никој да го раздели народот. Ова пред нашата камера го изјавија земјоделците. Дијана Иванова со деталите. Земјоделците го дигаат својот глас, велат дека тие се против политичари кои го разделуваат народот и носат одлуки против унитарноста на државата. Во знак на револт, со собствена механизација времено денеска ја блокираа клучката кај Овче поле на магистралниот пат Велеш-Тип. Ние земјоделците сме честит и вреден народ кој продонесувал за Македонија и ја градел како држава. Нас дневна политика и политиканство не интересира. Но знаеме да процениме кога е загрозена нашата татковина Македонија. Ние земјоделците нема да молчиме и мирно да гледаме како по сценарио не се разбеснува државата. Сите ние како граѓани сакаме оваа наша држава да биде на сите. Не може да правиме ние двојазичности. Еднаш направивме таква поделба територијална. Сега не може веќе да се дели оваа држава за тоа што ние немаме друга држава. Во овие клучни моменти земјоделците повикуваат на разум. Порачуваат дека се тука и дека ако е потребно, ќе ја бранат заедничка Република Македонија. Секоја идеја за нејзино редефинирање, земјоделците порачуваат дека нема да помине. Немаме ништо против за унапредување на состојбата и правата на сите заедници во земјава, но тоа да е во согласно со уставот и законите и во ниту еден случај да не е на штета на помалите етнички заедници во врска со преговорите за формирање влада, велат од ромската и бошњачката етничка заедница. Порачуваат дека не сакаат да се наруши унитарноста на земјава. Ние не знаеме точно што е договорено во преговорите помеѓу партиите кои што во моментов преговараат за формирање на влада и од тука сакаме да ги повикаме сите представници и партии на помалите етнички заедници, посебно ромските политички партии, без разлика дали се во коалиција со ВМРО, ДПМН или СДСМ, сите да се заложат во рамки на своите коалиции за заштита на постоечкиот статус и правата на помалите етнички заедници, вклучувајќи ја и ромската заедница. Никаква бинационалност, никакви привилегии на одредена група на народ врз база на штета на другите етнички заедници. Ние сме свесни дека Република Македонија се наоѓа 2,5 години во криза која е наметната за жал од една особа, не би сакал да кажем од партија СДСМ, пошто сигурен сум дека кај нив има членови кои се уште не знаат во што се метнати и кои и се лојални граѓани на оваа држава.
И по 10 години судење за случајот платено убиство во село Ореше не е завршен. Рочиштето денеска беше одложено. Од затворот во Скопје во Велешкиот суд не беше донесен второ обвинетиот Ѓоре Петровски. Следното рочиште е закажано за 16 март. Деталите во продолжение. Рочиштето за случајот платено убиство во село Ореше денеска беше одложено. Од затворот во Скопје во Велешкиот суд не беше донесен второ обвинетиот Ѓоре Петровски. Следното рочиште е закажано за 16 март. Инаку и по 10 години судењето по овој предмет е на самиот почеток. Последен пат Скопска апелација го врати на повторно судење, барајќи анализа на сведочењето на Златко Арсовски, екс-заштитниот сведок Бреза. И одбраната и обвинителството согласни се дека неопходно е одново да се сослуша Арсовски, за да каже кога ја зборувал вистината, како заштитен сведок или кога му било симното својството на заштитен сведок. Прво обвинети во овој случај се браќата Ордан и Љупчо Ѓоргиевски. Тие се осумничени дека на 2 декември 2005 година го извршиле убиството. На претходното рочиште браќата Ѓоргиевски пред судот се изјаснија дека не се чувствуваат виновни, а пред новинарите Ордан рече дека на рочиштето кое требаше да се одржи денеска ќе каже кој и зошто губил 72 годишниот Лазо Милошевски. Годишниот битолчанец Н.И. се здоби со кривична пријава од страна на СВР Велес поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Имено на 27 декември минатата година, околу 18:15 часот на автопатот Скопје-Велес, од страна на полициски службеници запрено било патничко моторно возило Volkswagen Polo, управувано од пријавениот. При извршениот преглед пронајдено било најлонско пакување од 4,46 грама кокаин, кој претходно го набавил од лице од Скопје за 15.000 денари. Изградбата на новиот музеј, реконструкцијата и доизградбата на кеот на реката Луда Мара, изградбата на НВО центарот беа дел од презентацијата на капитални проекти од страна на градоначалникот на Кавадарци Александар Панов, кој најави дека НВО центарот наскоро ќе биде пуштен во употреба. Прилог на колешката Мартина Митков. Продолжува серијата пресконференции од страна на градоначалникот Александар Панов, кои се однесуваат на реализираните капитални проекти изминатите 8 години, додека тој е првиот човек на градот предводен од ВМРО ДПМНЕ. Градоначалникот денеска ги презентираше реконструкциите и изградбата на новиот музеј на вкусови и НВО центарот во негова близина. Се наоѓаме на местото каде што е комплетно изграден нов музеј за Кавадарци покрај постоечката зграда. А добро знаете дека во изминатиот период, кога Социјалдемократскиот сојуз беше дел од централната власт и партиципиент на локалната власт, ова беше дубло на наркомани, место каде што се фрлаа отпадоци и место кое што беше заборавено и представуваше голема и хигиенска и било каква друга опасност за сите комшии, меѓутоа и срам за самиот град. На ова место сега веќе порасна виден музеј, високо рангиран и посетен од страна на голем број туристи, рече Панов. Ова е успешен обид од страна на локалната самоуправа да наметне дел од својата култура во регионот и пошироко, а НВО центарот наскоро ќе биде пуштен во употреба, најави тој. Исто така во овој двор го направивме НВО центарот. Се уште не е пуштен заради законски пречки, меѓутоа денови ќе биде ставен во функција. Комплетно е реконструиран тој простор, комплетно е обновен, комплетно е опремен за потребите на НВО центарот, а на овој простор знаете дека на времето нашиот контра политички табор неовластено и не знам на кој начин и со кои пари користеше на времето и штаб на Социјалдемократскиот сојуз, и ова беше исто така една руина оставена од нив. Панов го спомена и градскиот кеј на реката Луда Мара, за чија реконструкција и доизградба беа издвоени повеќе од 30 милиони денари. Тој најави дека со истиот интензитет ќе продолжат и во иднина, односно со средства од 15 милиони денари ќе биде доизграден кејот на реката до последниот мост. Општинската организација на СДСМ Велес обвинува за долгови на општината. Локалната самоуправа во писмена реакција на одржаната пресконференција од страна на Весна Стојановска-Богоевска. Валентина Михайловска ги има деталите.
Со долг од над 76 милиони денари општина Велес ја заврши 2016 година, обвини Весна Стојанова Богоевска од СДСМ. Според неа, основните и средните училишта должат уште 1 милион денари, додека долгот кон ЈКП Дервен изнесува 64 милиони денари, истакна Стојанова Богоевска. 2015 година пак заврши со над 55 милиони денари долг од доспеани и неподмирени побарувања. Овој долг од ден на ден постојано растеше, за да на крајот на 2016 година финишира со над 1.200.000 евра долг, доспеани неподмирени побарувања. Општина Велес испрати писмена реакција на одржаната пресконференција, во која меѓу другото се вели: Општина Велес најостро реагира на наводите кои денеска беа искажани на пресконференција на СДСМ. Нив очигледно им смета фактот што во изминатиот период Велес е претворен во вистинско градилиште и градежната офанзива на локалната самоуправа вроди со плод, кој е пресликан во задоволство кај граѓаните. Градоначалникот Чадиев реализираше над 400 проекти. Само во делот на инфраструктурата реализирани се 120 проекти, реконструирани се голем дел од патните правци и улиците, извршено е асфалтирање на 5 регионални и магистрални делници, 13 улици, бетонирани се 44 и поплочени 15 улици или делови од нив. Изградени се 2 нови кружни текови, 1 пешачки мост, целосно е реконструиран мостот Гемиџи. Во реакцијата стои дека на повеќе места се изврши поплочување, се изградија потпорни ѕидови и се поставија ракохвати, редовно се извршуваат обврските кон побарувачите. Уште на почетокот на 2017 година се уплатија 2 рати за кредитот од Светската банка, стои во писмената реакција на општина Велес. Околу 10 музичари утре вечер ќе одржат хуманитарен концерт во салата Бели Мугури во Велес. Целта е да се соберат парични средства кои ќе помогнат за операција на велешанецот Милорад Атанасовски, кој боледува од ретка болест на мозокот. Операцијата чини повеќе од 30.000 евра. Настовски вели дека ова е само еден мал придонес и поттик за сите хумани граѓани да помогнат во собирање за средствата кои му се потребни на нашиот другар. Овој концерт е иницијатива на музичари и граѓани на Велес. Со тоа што се собравме професори, се собравме студенти од Факултетот за музичка уметност во Штип и во Скопје и ученици од Средното музичко училиште од Скопје, од Илија Николовски Луи. 10 изведувачи ќе видиме. Ќе се одржува во Бели Мугри во салата. Тоа е на утрешен ден во 19 часот. И сите средства што ќе бидат собрани од карти, од донатори, имаме донатори приватни лица кои што донира поприлично средства. Едукативна трибина со учениците од Основното општинско училиште Васил Главинов одржа територијалната противпожарна единица од Велес. Ова е пракса која редовно ја применуваат и заедно со учениците, а целта е да се подигне свеста кај учениците за опасноста од пожари и превенција од истите. Со цел подигнување на свеста кај учениците за опасноста од пожари и превенција од истите, територијалната противпожарна единица одржа едукативна средба со ученици од Општинското основно училиште Васил Главинов. Ова е редовна пракса на противпожарната единица со учениците од основните и средните училишта. Учениците се интересираа за работниот ден, задачите и текот на работата на пожарникарите. Од обука, од теоретска и практична настава, односно од спремност на возилата и кондиционно спремни пожарникари, кај што ќе можеме да бидеме брзи и ефикасни. Значи, целиот работен ден ги интересира што прават едни пожарникари, ради тоа што ние сме четвртиот столб на државата за безбедност и мораме да се грижиме за човечките животи и материјалните добра, со тоа што можеби од овие млади деца некој ќе биде следен пожарникар. Пожарите најчесто настануваат од човечки фактор и добро е децата уште од мали нозе да се запознаат што треба да се прави.
ни кажа што прават додека ако има пожар, ни кажа што треба да правиме во домовите за плински боци и се такви уреди да внимаваме ако почувствуваме миризба на плин, да внимаваме да не палиме некои средства како упајач, кибрид. Научевме дека кога сме дома и кога сме сами, огинот да не го палиме, ако не знаеме да го запалиме и ако излегуваме да не го распалуваме огинот за да не остане жар и може да се запали пожар. Така. Дали сметаш дека е интересна оваа професија да се биде пожарникар? Да, доста е интересна. Кога ќе пораснам, сакам да бидам пожарникар. Учениците беа запознаени со просториите, возилата и останатите реквизити на територијалната противпожарна единица, а пожарникарите направија и показна вежба. Традиционално на првиот ден од месец март децата од градинката Рада Поцева од Кавадарци продаваа мартинки за среќа и здравје. Мартинките ги изработиле заедно со своите наставнички за време на одржување на креативните работилници. Акцијата имаше хуманитарен карактер, а беше под мотото "Подари мартинка, израдувај дете". Под мотото "Подари мартинка, израдувај дете", денеска најмладите од предучилишна возраст на градскиот плоштад ги продаваа своите рачно изработени мартинки. Во духот на месец март и во пресрет на пролета, граѓаните купуваа мартинки, а со тоа ги радуваа децата, бидејќи акцијата имаше хуманитарна нишка. Што ден е денеска? 1 март. Што правите вие на овој ден? Правиме мартинки и ги продаваме. Ги продавате? Да. Кој ви помогна да ги направите мартинките? Учителките. Кај сиромашните деца. 1 март. Што правите вие денеска? Да даваме мартинки. Тетките. Март. Продаваме. А кој ви помогна да ги изработите овие мартинки? Тета. Среќен 1 март. 1 март. И што правите вие на овој ден? Продаваме мартинки. Кој ви помогна да ги изработите мартинките? Тетката. А каде ќе ги соберете? Зашто ќе ги пренаменете парите од мартинките? За наболните деца играчки да му купиме. Продаваме мартинки на помалите деца. 1 март. И што правите вие? Продаваме мартинки. Продаваме мартинки. Кој ви помогна да ги изработите мартинките? Нашите майки. Тетките. Тетките дојдват и ни дават пари. Нашите майки ќе да... Среќен 1 март! Најмногу израдувани беа децата кога и првиот човек на градот купи мартинки за среќа. Тие ја посетија локалната самоуправа и го запознаа градоначалникот со символиката на мартинките, а тој ги награди за нивниот вложен труд. Децата потрошиле многу од своето време и нивните воспитувачки и еве си купив затоа што и нив му фале нешто во буџетот. Сега еве собираат некоја пара и потоа ќе ги употребат како што тие знаат. Одбележуваме едноставно, нели, месец март, месец во кој што доаѓа пролетта и овој увезен адет кој што го сме го прифатиле како македонци, веќе децата е вткаени, секоја година го практикуваат и нема в срце да ги одбивам, независно од тоа што овој адет не е македонски. Младите уште еднаш ја покажаа својата хуманост и солидарност, да помогнат и да сочувствуваат со тие на кои поддршката и помошта им се добре дојдени. Како и секоја година, и ова година традицијата во нашата градинка продолжува. Имено мартинките беа изработени децата заедно со воспитувачкиот и негователскиот тим и целите ни се хуманитарно. Значи, овој ден го одбележуваме како ден за здравје на сите, за децата и фамилиарно на целата фамилија.
Оваа активност е во рамки на проектот од Дете за дете, кој е во насока на обезбедување на облека, играчки и друга детска опрема, која ќе биде наменета за дечињата сместени во посебни центри, децата од ранливи категории и децата без родители и родителска грижа. Ова хуманитарна активност на дечињата е многу важна и ја реализираме секоја година. Со тоа будиме позитивни чувства, пријателство, соработка, како со дечињата, со нивните родители и по широката средина, како пример тука со локалната средина и градоначалникот. Значи, овај проект од Дете за дете го реализираме веќе трета година, а тој го работиме во соработка со Министерството за труд и социјална политика и Центарот за социјални работи. Мартинките ги носат и стари и млади, за среќа, здравје и берекет. Се верува дека носењето мартинка до 22 март носи среќа во животот, потоа се вадат и се закачуваат на расцветено дрво или се ставаат под камен. Вкупниот број на деца во градинките и во центрите за ран детски развој во Македонија, заклучно со 30 септември минатата година, изнесува 34.386, што представува зголемување за 5,3% во однос на 2015-та. Објавува денеска Државниот завод за статистика. Со годишните извештаи во 2016-та се опфатени 96 установи за згрижување и воспитување деца, што е за 17,1% повеќе во однос на 2015 година. Во продолжение останатите вести од Македонија. Федерика Могерини, високата представничка за надворешна и безбедносна политика на Европската Унија, утре ќе ја посети Република Македонија во рамки на нејзината мини турнеја низ балканските држави. За Европската Унија работата со земјите од Западен Балкан, регион кој е во срцето на Европа, е клучен приоритет. Работам за да видам дека секој еден од нашите партнери на Западен Балкан се движи напред на патот на реформите, да се движи кон Европската Унија и да се обезбеди дека процесот е неповратен. Регионалната соработка и добрососедските односи остануваат од суштинско значење во овој контекст, порача Могерини во пресрет на посетата и додала дека истата е со цел да се осигура неповратноста на процесот на интеграција на овие земји во Унијата. Порталот Нетпрес, повикувајќи се на анализа објавена во грчкиот портал Пентапостагма, објавува статија во која стои дека последниве денови доминираат анализи и извештаи за случувањата во Македонија. Според тие анализи, Нетпрес пренесува дека нема сомнеш оти случувањата во државава се последица на плановите што НАТО ги има за Македонија, пред се во контекст на спречување на руското влијание. Во процесот на поделба на Македонија и формирање на голема Албанија, Нетпрес во својата статија пренесува дека улога има и корумпираниот Зоран Заев. Грчка Пентапостагма пишува дека Европската комисија и НАТО побараа од председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов да се усогласи со уставот на земјата и да дозволи формирање на прозападна влада. Од тој момент настаните се одвиваат со филмска брзина и албанците бараат владата да биде формирана од опозицијскиот лидер Зоран Заев, во која што ќе бидат вклучени и тие, па покрај борбата против геноцидот на србите да почнат да го подготвуваат и бунтот заради дизајнирање на целиот Балкан. Нетпрес пренесува дека информативното онлайн издание Ворија неодамна го критикуваше мешањето на албанскиот премиер Еди Рама во внатрешните работи на Македонија, нагласувајќи дека одлуките што ќе се донесат периодов се пресудни за напредокот и екзистенцијата на Македонија. Според најновите информации од Агенцијата за храна и ветеринарство, во Македонија нема нови жаришта и нови случаи на птичи грип. Состојбата будно се следи и сите сомнителни случаи се испитуваат за да се превземат навремени мерки ако се утврди дека е потребно, рече директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Поповски. Тој додава дека можностите за појава на птичи грип се намалени, бидејќи со зголемувањето на температурите вирусот не може да циркулира толку многу. Сепак не е исклучено
исклучена можноста за појава на болеста, додава Поповски. Според него во околните држави веќе има нови случаи. Во Бугарија има голем број жаришта, а жаришта се појавуваат и во Србија. Но се надева дека во Македонија нема да има нови случаи, ниту во иднина ќе има проблеми со оваа болест. Поповски вели дека ситуацијата и понатаму будно ја следат. Дополнителни шалтери отвори управата за јавни приходи на кои ќе може да се поднесат годишните даночни пријави. Како што соопштуваат од УЈП, шалтерите се лоцирани на приземјето на дирекцијата за големи даночни обврзници во зградата на ССМ. На овој начин граѓаните од Скопје, но и сите оние кои се од друг град, а кои привремено работат или живеат во Скопје, можат даночната пријава да ја поднесат на 3 локации, вклучувајќи и регионалната дирекција Скопје на даночниот шалтер Чаир. Исто така пријавите може да се поднесуваат и преку мобилните даночни шалтери на управата за јавни приходи, се наведува во соопштението. Заклучно со 27 февруари поднесени се вкупно 140.052 годишни даночни пријави, од кои 139.441 се примени на шалтерите, а 601 се доставени по електронски пат. Крајниот рок за поднесување на годишната даночна пријава е 15 март. За сите дополнителни информации и помош при пополнување на годишната даночна пријава, граѓаните може да се обратат во инфоцентарот на 0833 00 или да побараат помош од даночните агенти во даночните канцеларии. Повеќе информации за локациите на даночните канцеларии може да се најдат на веб страницата www.uyp.gov.mk. Десетици летови се откажани или одложени на аеродромот Сабиха Гукчен во Истанбул поради густата магла во неколку делови од градот, јавува ТАСС. Турскиот национален авиопревозник Turkish Airlines соопшти дека летовите нема да бидат пуштени се додека не се нормализираат временските услови. Истовремено меѓународниот аеродром Ататурк, што се наоѓа во европскиот дел на градот, работи нормално. Поради маглата се прекинати и патувањата по Босфор. Во продолжение останатите вести од светот. Последна можност е Брисел да донесе позитивна одлука за нашата земја. За жал во Европската Унија нема визија за иднината на земјите од Западен Балкан. Истакна Тачи, додавајќи дека која било друга одлука ќе создаде вакуум и предуслови за антиевропски идеологии. Ова го изјавил косовскиот председател Хашим Тачи во интервју за германски весник. На прашањето дали се чувствуваат напуштени од Европа, Тачи вели дека недостигот на визија во Европската Унија создало незадоволство од ЕУ и од продолжувањето на изолацијата на граѓаните на Косово ќе ги зголеми незадоволството и национализмот во регионот. Во интервјуто тој посочува дека по Брекзит Европската Унија се променила и не е тоа што била. Доналд Трамп како председател на САД го имаше првото обраќање пред двата дома на Конгресот. Во својот говор тој рече дека неодамнешните закани спрема центри на еврејската заедница и вандализам на еврејските гробишта ги потсетиле САД дека се држава што стои обединета во осуда на омразата во сите нејзини форми. Председателот Трамп потенцирал дека ги послушал молбите од американскиот народ и започнал да ги спроведува имиграционите закони за кои рече дека ќе ги зголемат платите, ќе им помогнат на оние без работа, ќе заштедат милиарди долари и ќе ја направат државата безбедна за секого. Тој потврди дека се планира изградба на зид по должина на американско-мексиканската граница, нарекувајќи го тоа ефикасно средство против дрогата и криминалот. Вардар на домашен терен загуби од Шкендија во полуфиналниот надпревар во првата македонска фудбалска лига со резултат 1:3. Вардар претходно ја победи Шкендија со 3:1. Надпреварот се одигра на националната арена Филип II. Реванш средбите се закажани за 19 април, додека финалето за 17 мај. Во продолжение останатите информации од спортот.
И Фени и Кожув ги продолжуваат настапите во Библ лигата, откако целата работа ја заврши тимот на Берое со гостински триумф над Сутјеска. Македонското дерби, што вчера се играше во Кавадарци, заврши со триумф на Кожув од минимални 69-70, но поради поразот на Сутјеска, овој меч наместо битка за четвртфинале се претвори во борба за второто место. Бидејќи со ваквиот развој на настаните, и двата македонски клубови обезбедија пласман во следната нокаут фаза. Се спремавме 3-4 дена толку што имавме време. Се спремавме за оваа утакмица. Сепак добро испадна. Пак добро и за Фени што идеме двете македонски екипи понатаму. Сега после надпреварот дознавме дека и Берое победила у Сутјеска. Одлично, сепак одлично што ќе имаме пак два представника понатаму. Дојдовме доста мотивирани, се спремавме овие неколку дена за да победиме, без разлика да не го чекаме резултатот во Никшич, без разлика што имаме малку проблеми со повреде, уморот, али уморот и на страна на Фене беше поголем, мислам. Ако не се повредеше Мекнел, мисля дека ќе добиевме по утакмицата, мислам дека полесно ќе дојдовме до победа, али вака е престижот на крајот, иако знаевме дека уморот е голем, дадовме се од себе, победата е сепак најважна од се, сатисфакција за играчите, за стручниот штаб и за градот, мислам дека ова е голем успех. Од таборот на Фени сметаат дека не се задоволни и не заслужија да го добијат надпреварот поради слабата игра и измореноста од изминатите надпревари, како во куп завршницата, така и во домашното првенство и Библ лигата. Како прво сакам да ја честитам победата на екипата на Кожув, која сосема заслужено не доби. Влегоа помотивирано, поборбено, повеќе посакува победата од нас. Ние 3/4 се наоѓавме, не можешме да се пронајдеме во таа свич игра, они што ја игра, не можешме да најдеме решение. Центрите ни потврља тотално на овој надпревар. Се вративме, имавме шанси да победиме, но екипата на Кожув заслужено победи. Че гледаме да ги анулираме нашите грешки. Одиме сега по потешкиот пат, трети сме во групата. На тоа што е тука се пласиравме, но не сме задоволни со играта од денешниот надпревар и мислам дека имаме многу простор за напредок. Касно се разбудивме на оваа утакмица. Ако сакаме да победиме било каква утакмица, треба да се игра 40 минути, не само последната четвртина. Тоа што е, одиме понатага, сега во ова надпреварување влагаме како трето пласирани. Тоа ќе дадеме сега, ќе размислиме со ладни глави, ќе дадеме се од себе, да одиме на пласман понатак. Чешковиќ со 16 и Петровски со 13 поени беа единствени со двуцифрен ефект кај Фени Индустри, додека најефикасни во редовите на Кожув на оваа средба беа Ѓурасовиќ со 15 и Мијовиќ со 14 постигнати поени. Според пропозициите, првите екипи од двете групи обезбедуваат автоматски пласман во полуфиналето, каде ќе се сретнат со подобрите од четвртфиналните пресметки меѓу второ и трето пласираните тимови од овие групи. Метеоролозите најавуваат повремени врнежи од дожд во текот на вечерните часови, најпрвен во западните делови, а потоа и во источните делови. Пообилни ќе бидат во западните, каде наместа се очекува да наврне околу 15 литри на метар квадратен. Можна е изолирана појава на грмежи. Кон крајот на денот на планините врнежите ќе бидат со снег, особено во западните делови. Ќе дува умерен повремено засилен ветер во западните делови од југозападен, а во источните од југоисточен правец и на места ќе достигнува со брзина над 70 километри на час, Во вечерните часови ветрот ќе биде северен, што ќе предизвика опаѓање на температурата. Во продолжение графичкиот приказ.
Ова беше и последната информација во Дневникот во 20 часот. Веднаш по завршувањето на Дневникот ќе можете во целост да го проследите јавното излагање на претседателот на Република Македонија Ѓорги Иванов. Од мене пријатно.